Отворен Балкан, а не Балкан во војна е нашиот заеднички идентитет во кој се обединети европските вредности. Ова го истакна поранишниот премиер на владата Зоран Заев на панел дискусијата на тема суверенитет што ја организира француската амбасада во Северна Македонија. Заев посочи дека на 5 години покако што рече победата на демократијата над стравот и режимот во државата, на Македонија насилно е сопрен патот кон Европската унија. Дали овој начин на одлучување во унијата е механизам за промоција на европските вредности, праша тој. Дали ваквиот начин на одлучување во Унијата, при што една земја членка блокира цел регион од крајно ирационални и националистички причини, е механизам со кој се развива европската идеја. Ако не е, а знам дека не е, тогаш променете го начинот на носењето на одлуките. Европската Унија мора да действува во сопствена корист, во корист на европската идеја, која по дефиниција е либерална, отворена, широка. Европската идеја не смее да остане уценета од национализмот. Европската Унија не смее да дозволи национализмот да става вето врз слободата. Војната агресија на Русија во Украина ја покаже слабоста на Европската Унија, но истовремено и решителноста и заедничката акција. Против Русија се воведени голем број санкции, а првпат во историјата Унијата, односно Германија, и дава воена помош на Украина. Европа влегува во нов геополитички контекст во кој место има и Северна Македонија, посочи францускиот амбасадор во државава Сирил Бомгартнер. Јасно е дека има уште многу да се направи, но Европа на одреден начин почнува да се менува, и тоа историски, и од тоа сме засегнати сите, затоа што Европската Унија утре ќе биде и ваша Европа на вас, македонците. И од тоа сме засегнати сите, затоа што навлегуваме во нов геополитички контекст и денес стратешкиот интерес за европската интеграција на Западен Балкан се повеќе се зајакнува, а тоа особено важи и за Северна Македонија. Тоа беше вистинито вчера, но уште повистинито е денес, и ние денес сите, секој на своето место, сме мобилизирани за да ја постигнеме таа заедничка цел за отварање на колку што е можно побрзо на пристапните преговори за влез во Европската Унија. Претседателот на Европското движење во Франција, Ив Бертончини, изрази оптимизам за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија во јуни годинава. Според него, европејците по години од ковид кризата и воената агресија во Украина покажуваат поголема благонаклонетост за обединување на Европа со Западен Балкан. Според него, по Втората светска војна и по Студената војна, Европа сега е во третиот моментум на обединување во заеднички суверенитет. Поради тие нови емоции кај граѓанското општество, во моментот се создава нешто, односно се создава благонаклонета почва, за да може ние европејците, бидејќи силата почива во Унијата, треба да ја зајакнеме. Нашата Унија треба да завршиме со обединувањето. Не може да останеме со 6 земји надвор од Унијата, 6 земји со 18 милиони жители. Знам дека вие имавте пред скоро време попис, тоа значи дека вкупно население како во Холандија, во средината на Европа, без да ги приклучиме. На конференцијата зборуваше и деканот на факултетот за безбедност Никола Дујовски. Тој посочи дека членството на Македонија во НАТО се покажа како најправилна одлука во контекст на безбедносните прашања кои го тиштат континентот. Меѓутоа сигурно можеме да веруваме дека идејата за Европската Унија, идејата за европската безбедност може да се гради само доколку се заокружи процесот за кој што говореше и господинот Бертончини. Не проширување, туку едноставно тоа што е природно. И не затоа што ние сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Се разбира дека е така. Овој е народ мирољубив, слободарски, туку затоа што споделуваме исти вредности со вас. Затоа што сме посветени на демократијата, затоа што сме свесни дека само во едно обединето европско семејство можат да се развиваат сите политики. Присутните гости ги поздрави градоначалникот Костадин Костадинов, кој кажа дека Струмица ги следи европските трендови. Интересно е тоа совпаѓање на Франција со темата на конференција. Бидејќи поимот суверенитет доаѓа токму од истоимениот збор од францускиот јазик кој значи надмок или апсолутно право.
Иако поимот суверенитет има долга традиција во политичката наука, мора да се согласиме дека оваа тема е исклучително комплексна, бидејќи суверенитетот може да се согледува од различни можни аспекти, но и според начините на кои истиот се практицира низ различни државни концепции. На конференцијата зборуваа и Милева Ѓуровска од Европското движење во Северна Македонија и Симонида Кацарска, директор на Институтот за европска политика од Скопје.